Сега втората група на испитувања лабораториски што ги правиме во склоп на кардиоваскуларен ризик ни се инфламаторните маркери. Значи покрај мастите клучна улога во процесот на атеросклерозата играат и воспалението на самите артерии или ѕидовите на артериите. Овде параметар што ни е соодветен е high sensitive CRP, значи високо сензитивен C-реактивен протеин. CRP-то во народот општо познат веќе дека е еден акутен маркер за воспаление, но во состојби кои што нема акутно воспаление, било каква инфекција што го предизвикала или па повреда, во мирни, значи, состојби, постои маркерот кој што е високо сензитивен, high sensitive CRP, кој што ни покажува многу ниски вредности на CRP, кои што пак индиректно ни укажуваат дека постои во организмот сепак една доза на воспаление. И спрема тоа колкава е вредноста на high sensitive CRP-то, можеме да процениме колкав е ризикот дека воспалителен процес се случува во самиот организам, во артериите, и колкав е ризикот од атеросклеротични промени. Значи, освен мастите што претходно ги раскажавме, овој дури се појавува и како позитивни при нормални вредности на липидограмот. Холестеролот и да е нормален, high sensitive CRP-то може веќе да не асоцира дека во организмот постои некоја атеросклеротично плака или процес. Понатаму, хомоцистеинот е еден маркер, тоа е една аминокиселина која што во високи концентрации директно ги оштетува внатрешниот слој на крвните садови, ендотелот, и со тоа го зголемува ризикот од тромбоза. Сега најчести причини за покачување на овој хомоцистеинот се недостаток на Б витамини, посебно B12 и B6, може да бидат и генетски фактори, постојат варијации на еден ген кој што мутира и што ќе намали способноста на телото да го обработи хомоцистеинот. Потоа бубрежни заболувања, хронични бубрежни заболувања, бидејќи од таму се елиминира хомоцистеинот и кога се оштетени бубрезите, доведува до покачување на хомоцистеинот, и секако како фактор се е начинот на живот. Пушење, прекомерно конзумирање на алкохол и кафе и процесите на старење, природните процеси на старење, сите доведуваат до покачување на овој хомоцистеин. Третата група, рековме дека се специфични срцеви биомаркери, значи овде веќе не се работи за крвните садови, туку се работи директно за маркери кои што ни покажуваат каква е состојбата на срцето и на срцевиот мускул. Овде разликуваме два вида маркери и најчесто ние ги користиме. Едниот е за акутни состојби срцеви, а другиот е за хронична срцева слабост. Сега, кога ние се сомневаме за едно директно оштетување на срцевиот мускул или промена во неговата функција, кои што се акутни состојби, како што е, например, акутниот миокарден инфаркт, тука тестираме тропонини, тропонин И и тропонин Т. Ова е златен стандард за испитување на срцев удар. Зошто е тоа така? Тропонинот е една структурна компонента од самиот срцев мускул, кој што се ослободува во крвта исклучиво и само кога ќе се раскинат срцевите мускулни влакна. Затоа и е добар маркер, затоа што директно ни покажува некроза и неговото присуство бара една итна медицинска интервенција. Овие и двата, и тропонин И и тропонин Т, почнуваат да растат многу брзо во крвта, од кој ќе се случи од појава на самата градна болка, од прилика од 3 до 6 часа се покачуваат веќе тропонините, затоа значи се ран маркер, каде што неопходно е да се испита при секоја една ваква состојба, при градна болка, дополнително со ЕКГ-то и физикалниот преглед се прават секогаш и тропонини, затоа што најбрзо може да ни покажат дали навистина се работи за срцев удар или не. Вредностите се покачуваат во текот на денот од појава на болката или самиот миокарден инфаркт и достигаат пик некаде од 12 до 24 часа од самиот настан, и потоа со текот на времето, во текот на наредната недела, дена се намалуваат и доаѓаат до некоја нормална вредност. Вториот маркер, што сакам да го спомнам, не е за акутно срцево оштетување, туку е за хронична срцева слабост. Тоа е NT-proBNP маркерот, или N-терминален brain natriuretic peptid. Ова е еден остаток од хормон кој што е клучен за дијагноза и за следење на хронична